Деца, не постари од 10 години, секој ден дуваат лепак и стануваат наркозависници. За сега на децата им остана да преживеат се додека наполнат 16 години, бидејќи според законот, дури тогаш ќе може да добијат соодветен третман и да ги згрижат во центар за рехабилитација. Во изминатите 2 години починаа 3 деца зависници од наркотични средства, поради тоа што во државата нема соодветна институција каде што може да се лекуваат, вели Владко Деков од невладината организација ХОПС. Медицинските програми, како што се метадонот и бубронорфинот во Македонија, се регистрирани за лица од 16 години па нагоре. Треба да има наполнато 16 години, па тек тогаш да може да го примат на еден од двата третмани кои што нудат дали бубронорфин или метадон. Најмладиот корисник со колку години има? 9 години. Ние имаме регистрирано лице од 9 години кој што користи дрога. А што би направил тој до 16 години? Па тоа е прашањето кое што цело време ние го поставуваме до надлежните институции. Дали тоа дете треба да чека 7 години да се другира, да зима секој ден дрога за да дојде на ред да биде ставено на третман. Секако медицинскиот третман не е единствен, меѓутоа во конкретно кога станува збор за веќе развиена зависност, мора прво и основно детето да биде примен од страна на доктори, психијатри и така натаму. Дали има смртни случаи до сега? Да, има смртни случаи. Не знам за колкава бројка, меѓутоа јас знам дека 3 деца во последните 2 години кои што ние ги контактиравме веќе почина. Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет за човекови права вели дека децата почнуваат да користат најчесто лепак, а ако навремено не се спречат, подоцна преминуваат на потешки дроги. Податоците со кои што јас располагам говорат за тоа дека децата од 5 годишна возраст, децата на улица, користат опојни дроги, најчесто лепак. Тие се најчесто исто така и под ризик да бидат сексуално злоупотребени, и тоа од своите најблиски. Понатаму се подведуваат и тие се најчесто под ризик да станат жртва на трговија со луѓе. Значи, постои еден повеќе кратен ризик кога станува збор за растот и развојот на овие деца. Република Македонија нема таква институција, центар, каде што може да бидат згрижени децата кои што се зависници од дроги. Тоа е проблем кој што се провлекува со години наназад, проблем кој што е констатиран од многу организации. Не постои начин како на тие деца да им се помогне. Значи, мора да постои некоја институција или место каде што тие ќе бидат згрижени, ќе бидат лекувани. Меѓутоа, до денес Република Македонија, односно владата на Република Македонија, не понуди никакво решение за решавање на овој проблем. А велам и ќе повторам, податоците говорат за тоа дека децата на улица од 5 годишна возраст стануваат корисници на опојни дроги. И понатаму секако завршуваат и како тешки зависници на уште потешки дроги. И сето тоа еден, да речам, магепсан круг во кој што тие повеќе кратно се изложени на ризици од секаков вид за нивното здравје. Јана Зенговска од детската амбасада Меѓаши вели дека децата најчесто стануваат наркозависници поради недоволната родителска грижа. Многу често децата кои што се зависници не се само зависници оние кои што питачат, не се зависници само тие кои што се социјално загрозени, кои што ги гледаме по улица, кои што вдишуваат лепило, туку има и други деца кои што можеби постигнале по други се зависници. И ниедно дете не сметам дека ја користи дрогата затоа што му е убава, туку дрогата се користи како повик за помош, да биде приметен од страна, да бидат приметени и прифатени од страна родителите и да им ги задоволат сите оние потреби кои што им се неопходни на децата, како љубов, разбирање и почитување. Како што се потребни центри за заштита на деца од сексуална злоупотреба и нивна ресоциализација, така се потребни центри за заштита на деца од користење на одредени други, ментално здравје и во таа насока. Од Министерството за труд и социјална политика не добивме никаков одговор. Од таму не ни кажа дали има некаков план за изградба на центар за згрижување на малолетни наркозависници.